За жал, енергијата зборува повеќе отколку, Да, отколку самите зборови, меѓутоа, самиот момент, кога одлучувам, окей, дома со децата ќе си зборувам литературно, тоа ме држи во свесно ниво, на многу посвесно ниво, отколку ако продолжев дома да си зборуваме, да си јас да си зборувам струмички, маш ми да си зборува Свети Николски, тогаш многу повеќе онака несвесно на автопилот ќе ми течеше животот. Треба на мозокот да му обезбедиме кислород. Како ќе му обезбедиме? Со длабоко дишење. Како дишеме ние? Дишеме плитко. Цело време сме на плитко дишење. Еве сега да измериме или ние згрчен стомакот, или сме во трчање, во брзање, секојдневието, никој не научил длабоко да дишеме. Ете од каде на јапонците тоа смирение. А кај нас во православието пак тоа доаѓа со Исусовата молитва. Еве ова ни недостига. Ова широка насмевка и овој аплауз за 64% го зголемуваат допаминот. Не, само аплаузот е 64%. Со се насмевката е 160%. Еве како ќе ги избавиме и децата и нас од зјапање во електронските уреди. Добре дојдовте во последната епизода од првата сезона на подкастот Смисла. Вечерва со нас, а заради изразената поддршка и допаѓање од претходната емисија, повторно ја имаме Марија Саздева, но овој пат на една друга тема, или, ќе се коригирам самата себе уште веднаш, на други теми. Така. Збован? Така, ова нема да биде смисла за, туку вашето барање за повторното гостување на Марија беше пропратено со прашање и теми кои што сакавте на некој начин да ги слушнете. Често пати во она што ни го пишувавте или сретнувајќи не зборувавте дали може да зборувате со некого на оваа тема или на таа тема. Ќе се обидеме дел од тоа кое што ни го посочивте во оваа епизода да го опфатиме. Нели, ќе се потрудиме да ги дадеме потребните одговори или она што го очекувате како фидбек или нешто што ќе ве насочи како да постапите со предизвиците со кои што се соочувате. Марија, добре дојде. Добре дојде. Добро ве најдов. Голема чест е ова повтор пат да видам и да ја заокружиме заедно. Еве, ова ваша прва сезона. Јас би еден аплауз. Фала. Може ли еден аплауз? А ќе ви кажам и зошто, плиз. Еден аплауз. Може ли еден аплауз? Појак аплауз, да молам. Пред да ја почнеме емисијата, нешто се допревме до допаминот. Па ви спомнав, кога спомнавте, само да не допреме до допаминот, затоа што го имавме во секоја емисија, велам, се сетив нешто многу важно што сакам да споделам со нашите гледачи во овој момент, еве ова ни недостига. Ова широка насмевка и овој аплауз за 64% го зголемуваат допаминот. Не, само аплаузот е 64%. Со се насмевката е 160%. Еве како ќе ги избавиме и децата и нас од зјапање во електронските уреди, повеќе дружења, повеќе аплаузи, широки насмевки. Ајде, Марија, кога сме тука, тогаш да кажеме, значи, предизвикан допамин на еден соодветен, односно корисен начин. Па ајде кажете како се чувствувате во овој момент. Колку ни се подигна енергијата во истиот момент. Така. И кога сето тоа ќе биде дополнето со една топла преградка од 20 секунди, почнува и лачењето на окситоцин, кое што е такво силно поврзување, еднакво на поврзување на мајката со бебето во утробата или она првата преградка на мајка и бебе и дете, и ништо не е поважно од тоа. Се имаме во овие 3 чекори од животот, а колку го комплицираме. Така, колку тајната на таа искрена љубов, би рекол, нели? И на тој искрен однос и ние го имаме на некој начин и во црквата, особено сега се сеќавам на моментот на литургијата, кога свештеникот извикува да се возљубиме еден со друг,
та во едномислие, нели, како еден ум, да исповедаме, и тоа е потоа следи со одветната песна, нели, која што се пее, но оваа реченица да се возљубиме еден со друг, та со едномислие да исповедаме, во смисла дека љубовта не води кон едномислие, и јас верниците во мојата црква, каде што служам, ги научив да го возобноват она што постоело на овој дел од литургијата порано, кога да се возљубиме еден со друг, тие се прегрнувале, поздравувајќи се со актуелниот поздрав, или Христос воскрес, или Христос се роди, или Христос помеѓу нас и така натаму, затоа што следи најтаинствениот дел од литургијата. И гледајте колку сето ова на некој начин не е случајно. Така, треба да ги внесе подлабоко и посеопфатно во најсветиот дел од литургијата, лачејќи го овој допамин. Баш така. Тоа конкретно сега кога прегратката го прашање, тоа е окситоцинот, но за жал, мислам за да почне да се лачи, се потребни 20 секунди допир без никакво спектакуларно очекување. Оти ние знаеме да кажеме, нели, ако прашаш ти родител колку пати денеска го допре своето дете, каде милион пати облекувавме чорапи, правевме она. Меѓутоа, допир без никакво очекување, допир со она чувство, те љубам. Тука сум. Дете мое, нели, тука сум за тебе, едно такво во денот, наместо, нели, некое поминување, ќе го допреш, ќе го чатнеш, нешто ќе направиш со него, на такво мислиме. А тоа не достига. Тоа не се случува ни еднаш дневно. А повеќе од 2000 пати во текот на денот го допираме телефонот. Ајде, Марија, тоа е една од темите која што, нели, ни ја поставија како предизвик, дека нешто како да недостасува во односот денес во современието со нашите деца. Дали ова е токму тој момент и како ова би го заокружили и били го дополниле? Што не правиме, а е суштински важно да го правиме? Мислиме ние дека се почива само на љубовта. Пред малку сами кажавте и кога ќе биде снимката вратете дека сите одговори се тука некаде. Сами рековте љубовта и односот, две работи се. Љубовта е чувство, а односот е вештина. Односот е вештина која што се вежба. Ако го оставиме односот со детето, нели она што е родителство, всушност, така стихино, дека едноставно само ги сакаме децата и тоа природно ќе си дојде, не доаѓа природно. Мислам, природно доаѓа начинот на кој што ти си бил воспитуван и тоа е единственото нешто што го знаеш. И тогаш уште ќе прочиташ нешто друго или ќе видиш нешто од мрежите, ќе испробаш нешто, па може ќе ти покаже и уште полош резултат, а тоа на почетокот навистина покажува полош резултат затоа што едноставно детето се збунува во тој момент, нели? Што е сега тоа ново? Го вадиш од зоната на сигурното и на безбедното, а всушност кога ќе помине тоа полошото, доаѓа по доброто, ама потребна една доследност во тој однос за да го видиш бенефитот. Во суштина сето ова што го зборуваме е комплексно затоа што е учење на еден нов јазик. И мене, например, многу ми помогна тоа што јас сум струмичанка, а живееме во Скопје. И, например, кога јас сум се расправала со моите деца и ден денеска, значи јас кога ќе викнам на моите деца, викам на струмички. Никој нас литературно не учел, нели, никад ти во училиште не си учен, нити на факултет си учел. Задржите ја мислата, ама јас мислам дека они биле во предност, ништо не ве разбрале. Па не баш, за жал енергијата зборува повеќе отколку самите зборови, меѓутоа самиот момент, нели, кога одлучувам, дома со децата ќе си зборувам литературно, тоа ме држи во свесно ниво, на многу посвесно ниво, отколку ако продолжев дома да си зборуваме, да си зборувам струмички, маш ми да си зборува Свети Николски, тогаш многу повеќе онака несвесно на автопилот ќе ми течеше животот. Така што и усвојувањето нови родителски вештини кои што ни се толку неопходни, колку побрзо сватиме, колку побрзо влеземе во оваа приказна, толку полесно ќе им биде и на нашите деца и на нас самите е како учење нов јазик. Не се учи преку ноќ, зборче по зборче, и ако го прифатиш како така,
почнеш да уживаш во тој момент, те чека едно радосно, едно достоинствено родителство, едно заедничко растење со детето ти е огледало, си гледаш, аха, овој дел од мене, малку треба да си поработам на тој дел од себе, како што ти си работиш на себе, учиш, нели, некои нови совладуваш, некои нови вештини, од твојата појавност прво, ни своето моделирање, детето усовршува нови вештини. Тоа е пред се и над се. Работата на себе, дефинитивно. Марија, чисто знаеш да ја споменеш, да го споменеш влијанието на црквата, односно на христијанското учење во твоето семејство, како нешто кое што најмногу ти помогнало лично тебе, но и на твоите деца? Па јас мислам дека мене црквата ме одржа нормална. И тоа во најконкретна смисла на зборот. Значи, Господ толку таленти ми дал, маш ми што вика, фала му на Господ што мене не ми ги дал. Бидејќи јас со твоите таленти би направил милиони. Ете, тоа се неговите зборови. Толку многу животни понуди за, нели, различни позиции во животот. Да речеме, во моментот сум еден од топ меѓународни едукатори, кои што можат да заработуваат милиони, да имаат империја. Јас изминатиот период, буквално пред непол месец, се уште се заокружува овој процес, отворив можност моите едукации, значи се што сум подготвувала, целото свое знаење и искуство што сум го вложила, стан, куќа, некој што би купил, нели, за тие, колку што сум инвестирала во себе, луѓето да можат да го добијат за 22 евра, значи нешто што е апсолутно символично. На едно место да соберам и, нели, учителки, воспитувачи, зборувам сега како статус во смисла на примањата, и оние милионери, милиардери кои што сакаат да ме имаат за индивидуална поддршка. Ги собирам на едно место, за да не заборавиме дека на крајот сите сме луѓе и животот на сите ќе заврши, нели, на овој свет. Пред Бога треба нешто да оставиме. За мене е клучно што ќе остане од мене како белек во овој свет. Така што дефинитивно морам да кажам дека ова се многу сериозни искушенија, нели, тоа се патишта во кои што те привлекува силно, те привлекува, сите работи ќе ти укажуваат дека тој другиот пат е вистинскиот. И мислам, фала му на Бога што, нели, недела ќе се појавиш на литургија во црква, ќе ја сватиш едноставноста на животот, која ќе ги видам тие луѓе тука околу мене, таа една заедница која што сме, па која ќе се појавам во бигорски веки, да не кажам, тоа ми е како најголемо доживување на душата и најголемо богатство кое што можам да доживеам. Да, всушност така и настана ова моментот кога на некои луѓе од ексју просторите кои што бара индивидуална работа, да ги откупат сите мои термини за многу пари и така натаму. Нешто што им пуштив беше бигорски за Великден, како едно такво велелепно, нели, такво место, ги собира сите. Ете така и јас. Нели, и мојата душа, и моите едукации се место за оние кои што се сметаат можеби најголеми во светот и оние кои што се сметаат најмалечки. Сите сме едно на тоа место. И моето внимание не го делам по парите и по општествениот статус, туку по потребата на луѓето и онолку колку што можат да примат. Така да, црквата ми е се. Нешто што ми било многу важно е децата да ги воведам во ова и најзначајно. Нешто што ми било многу тешко е да се усогласиме со сопругот во оваа приказна. Например, неговите ставови во почетокот, уште да бе многу малечки, значи од бебиња, беше макар да останат дома, нели, да не ги будиме толку рано во недела. Да не ги будиме, нели, толку рано. Јас бев таа ревностна и
многу пати, да речеме, наидував на отпор во смисла претеруваш. Сега сум сигурна дека не. Затоа што децата имаат навиката, децата знаат, па дури нели моментот на постот, не ригорозно, ништо ригорозно морате. Соодветно на возраста на силите. Ние дома, да, волја, знаеш, повеќе во смисла, ние дома. И да не испусти Ние во дома, моментот, да. и тоа, мислам, тоа мене ми беше многу интересно, посебно Никола, тинејџерот, кој што има 14 години, он знаеше во школа да каже, ние постиме во петок. И еднаш дури учителката ме праша, велам, да не му биде тоа изговор, нели, има благослов да си јаде во училиште, во мензата, сето тоа, он си нашол начин како нешто да не јаде во петок, кога не му е мило. Меѓутоа, апсолутно, деца кои што знаат да се воздржат, знаат да бираат, тоа не е заслуга на Марија Саздева. Како личност и како едукатор само. И на нас само како родители. Тоа е семето кое што го посадила црквата, нели недела однеси на литургија, ти спие на раката, било во количка, влегло нешто во главчето. Резултат на влегло чувството на припадност. Влегло чувството на мама е тука и срекна и тажна, ме виделе во најразлични изданија. Колку пати во црква ме прашале, добро бе мамо, зошто сега плачеш? Тоа исто така беше моментот кој што мојот сопруг му беше тежок и просто неподнослив и викаше, жено, ако ти плачеш од црква, ја нема да дојдам у тебе со црква. Што ќе кажат луѓето? Шо и правам ја на оваа жена, она плаче. А види, тоа е непознавање на нашите различни темпераменти. Јас сум високо сензитивна личност. Значи, јас го чувствувам светот и секоја личност ја чувствувам 10-кратно повеќе. Да, ама и солзите се и дар. За тој дел па да не зборувам колку го чувствувам како дар. Меѓутоа, нели, некој која се приближува кон иконата, моите очи го забележуваат. Јас кога гледам некоја мајка, некоја жена се моли, мислам, мене река солзи ми течат. И јас се молам заедно со неа во исто време, не затоа што сум јас многу добар верник, нели, подобар од други. Тоа така го чувствувам. И децата го разбира, нели, и викам, баш онака, мама, така се чувствувам. И после сум разговарала со нив, но бидејќи ние сме генерации на кои што не ни биле дозволени емоциите, во смисла баш она е, чекбе сега, женава. Да, слабост е тоа. Слабост е тоа, шо и прави човекот. Каков ли тежок живот живее оваа жена. Така. И плюс дополнително, нели, ако не одиш вака до терена, си одиш онака, мислам, просто душно, од каде потребата да, нели, да мора да бидеш униформиран во црква. Таму сме си своји на своето. Вие сакате у тој правец да продолжиме. Ако сакате една таква исповед, да им помогнеме на луѓето, да им кажеме како оди тој развоен пат, дека е природно во некој момент мажите да мислат дека претеруваме, а ете ние жените, по примерот на можеби мироносиците, сме тие кои што сме поревностни во тој поглед. Јас тоа така го чувствувам. Видете, веројатно тоа е заради отсуството на сведоштво и како што кажавте, оној амбиент во кој што се воспитувани тие генерации, нели, на ајде нема да го наречеме крутост, ама нели не треба другите да го знаат тоа кој што е треба да биде твое толку интимно и така натаму. Јас често се случува. Дури крутост и грубост, па тоа било не смеш да заплачеш, па Јас се соочувам на исповед кога доаѓаат, нели, мажи кои што ќе почнат да плачат најнормално и веднаш како нешто ги пресеков, му реков не, пушти го, допушти го тоа. Му реков и така им велам, не за да ги охрабрам сугестивно влијајќи им, туку затоа што тоа го мислам. Не, солзите се прво најголем израз на слобода, а второ се најголем израз на машкост. Тој што плаче е маж. А не тој кој што ќе ги воздржи солзите, демек јас сум храбар, не плачам, не. Тоа значи дека си иззрел, изграден, дека се согледуваш, нели, себе си во дадениот момент и така натаму. Бидејќи ги спомнавте, нели, еве децата и тоа како влијае на нив тоа светотаинско и литургиско воспитување, од секога сум го имал тоа чувство за ова сведоштво што вие го кажавте. Иако
многу од децата, бивајки, би рекол, под советот на родителите, да доаѓаат, нели, тоа го прават заради послушанието кон родителите, но во моментот кога ќе почнат да се осамостојуваат, веќе знаат да одбираат дали да го прават тоа или не, па веќе родителите се немоќни, нели, да ги приведуваат како што кога биле помали. Но јас секогаш сум го имал тоа чувство, ајде оправдајте ми го дали е така, дека семето кое што ќе се посе, кога тогаш повторно ќе го даде своето. Можеби ќе залута во даден период од своето детство и така натаму, но некогаш ќе го врати нешто кон она кое што го искусувал, би рекол, толку исконски, толку сеопфатно. Јас имам буквално сведоштво за тоа. Да речеме, синот тинејџер од 14 години и понатаму редовно доаѓа на литургија со нас, без никаков отпор. Синот кој што замина на студирање во Словенија, нели, природно тој процес се прекина. И сега таму во Словенија, затоа што поинаку се литургиите во православната црква, некаде околу 1 часот им беше литургијата. Да, за да можат да стигнат. Сигурно. Так. Но со толку гордост кога отидовме таму, нели, мамо да те носам на литургија, знаеш тој момент. Се, ова е мојот свет. Да, баш тоа е мојот свет. Празниците останаа и моето секогаш, нели, кога ќе се чуеме, знаеш, кога ќе остане некоја тишина како да знае дека сакам тоа да го прашам. Не прашував директно, мамо, одиш ли ти на црква? Или да пишувам поруки, мама, да не заборавиш да одиш на црква. Мамо, и одам до Свети Кирил и Методи. Да, тоа беше. Меѓутоа, сега е вратен во Скопје и не доаѓа со нас во црква, но знае да каже, ова недела бев во станот кај што си живее сега. Таму е Света Тројца. Поблиску, тоа веќе не е нешто во што се мешам баш онака стани, мораш да одиш. Не било ни претходно. Било во некои моменти. Сум видела дека не носи во добар правец. Мислам, на крајот ти ќе стигнеш до црквата, а веќе си викаш на кој начин го донесов тука и колку време ќе го задржам, нели? Туку е како од тој неделен ден, од структурата на неделниот ден, да направиме едно убаво доживување. Ние практично, додека бевме сега сите заедно, и ден денес, еве со него, например, што правиме? Викаме, Диме, после црква ќе одиме во Дион на чорба. Ќе се собереме сите. Знаеш, тоа е, нели, градско местенце, каде што сите после црква ќе си седнеме на едно место или кај вие сакате. Значи, кај ќе посакаат? Едно убаво дружење, едно убаво чувство. И така го повикуваме порано и он да дојде со нас. Значи, затоа викам, таа една структура, бирам многу пати, нели, сама, секоја мајка, ова сега што го кажувам, го чувствува. Тоа е, да си одам една само од црква. Знаеш колку е желбата на една мајка која што, нели, си ги собира онака пилците околу себе, бидејќи тоа се емоции на различен начин, нели? Некој дете може да те одбие во моментот, тоа е цело време ролер костер додека ти како и да вртиш додека да стигнеш до црква. Ама на крајот, така кога ќе се соберат сите, па стварно имаш повод да си поплачеш од црква дека ако нешто добро направи Боже в животот, еве тука се пред тебе, па за останатото ти погрижи. Господи, погрижи се. Да. Марија, едно така интимно прашање. Се сеќава ли тинеџерот дома на она преградка во која што го држеше едно цело бдение во Бигорскиот манастир? Јас таа слика никогаш не можам да заборавам. 7 часа со Никола во раце, значи не на стол, во раце, во преградка на бдение. Тоа беше некое посебно. Тоа чудесна сила, мислам дека во тој момент. Мислам дефинитивно. Веројатно мајчинството, да. Тоа не може, прво не може човек да го издржи сам. Јас тогаш работев и во телевизија. И не само телевизијата, тоа е веќе и карактер на човек, нели, кој ќе бидеш и одговорен, и посветен, кај да си, тоа е, нели, посветеност на работата. Тоа бдение беше воопшто јас не проспиена. Инаку, так. Раскажуваат сите за тоа бдение.
Јас го памтам како лебдење. Значи, толку чудесно, толку благодатно. Се сеќавам на мајка Момировска. Сега не можам да се сетам на името. Знаеш, некој од нив во утринските часови веќе тука како колевка му направија од нели каде да го легнеме. Тоа не беше бебе, тоа беше некое дете веќе од 7-8 години, ми се чинја. Не. Значи уште беше малечко, можеби 2-3 годинки. Да. Така некако. И он вака знаеше да каже после бдението, да го крене главчето и да каже: еј, ни заврши бдението. И сега види што останало. Како да поминале 5 минути. Да. Што останало во тоа дете? До ден денес да забележам, нели имаше некои моменти, он е тинејџер, кога го тиштеше нешто за што во истиот момент не сакаше да сподели со мене. И рече ми треба малку време. Многу е предизвикувачко тоа за родител, бидејќи во твојата глава се отвара цел спектар, сите твои помисли, искуства, се што си прочитал, се што може да биде и не може да биде, да не си во главата на една мајка. Но со самиот момент кога го зема молитвеникот во раце, јас знаев дека мислам едноставно дека се ќе си дојде на свое место и ќе се отвори многу поскоро отколку што ако било нели каков притисок, мама што е, ајде кажи, му кажав тука сум и чекам да споделиш со мене. Така. И кога го видов со молитвеникот, баш се успокоив. А сега, нешто што е многу интересно, да речеме, кога мене, моите родители ќе ме видеа со молитвеник, беа исплашени дека нешто многу страшно ми се случува. Тоа е вообичаена, ајде ќе ја наречам процедура, нели, кога ќе се воцрковуваат луѓето и кога овие од другава страна кои што го немаат искуството со тоа мислат дека па дури до тие категории со зборови стануваш чуден, што ти се случува, си скренал и така натаму и така натаму. Си забегал. И јас секогаш ги прашувам, добро, ќе дојдат некојаш и родители на соочување. Викам, никој од вас не ви ги зима децата, никој не ги прави монаси, никој не ги тера да направат нешто во животот што нема да го сакаат и така натаму. Ама кај сакате да ви бидат повеќе? Во кладилниците, во рестораните, во дискотеките, да, нека бидат и таму каде што да другите млади носат достоинствено, но не премногу, нели, кое што не е добро и така натаму. Каде сакате? Затоа никогаш, нели, не се прашувате зошто е таму или прекумерно е на улицата, па не знаеме што се случува, а во црквата во 7 дена од неделата 2 часа. И ние веднаш алармот го вклучуваме. Генерално проблемот е што ние живееме или. Мене ми беше долго време, да речеме тоа и личен проблем во процесот на себе барање. Демек, кај ќе се барам себе си? Јас како се гледав себе? Како една скромна, кротка жена, која што е во постојана молитва. Мислам, кога викам во постојана молитва, тоа е, нели, така воспитување на семејството, мојот карактер, мојот темперамент е нешто сосема друго. И знаеш, како некоја борба во тебе, а јас цело време го потиснував тој дел на, нели, модерна жена, која што има квалитети, жена која што се едуцирала и во оној момент... Ти викаш да не сгрешам ако сум баш тоа што треба. Кога, всушност, нели, работата со ментори и така натаму, ми го отвори тој дуалитет. Еј, чекај, тоа е богатство. Да бидеш и, па тоа мислам дека беше најголемото... Да, зашто едното би го суспендирало другото. Па така, и сега мислам кога зборувам, нели, оние кои што не познаваат, може да помислат, нели, сега овој тинејџерот, тоа е некое повлечено дете, кое што нема никаква комуникација со другите, тоа е едно модерно дете, кое што оди и во црква, излегува и со другари, си има и девојка. Значи, нели, вака кога ќе го видиш, по ништо не можеш да кажеш тоа дете, ако е дефиницијата, нели,
затунтано, нели отишло по старински, не знам како да го именувам, како тоа некој, ако е некому така века, затуцано. Затуцано, значи не. Не, само што сме си го посадиле семето и си имаме мир. Значи јас до еден дел е моето, друго понатаму сум препуштила на Бога. Не може да имам супер контрола над СК, ја имам супер контролата. Да, и ова што го спомнав тебе, да го завршиме ова, би рекол лично, но многу корисно сведоштво во овој прв сегмент околу мирот, за тоа како често ние го бараме мирот на погрешно место. Нели сакаме да го најдеме таму некаде без да го бараме во себе, а светоотечката е токму така: стекни мир во себе, ќе стекнеш мир со сите околу тебе, односно со целиот свет. Затоа што на поинаков начин ќе го гледаш и ќе го чувствуваш немирот и ќе научиш како нели да го преобразуваш. Ама очекувањето дека кога ќе стигнеш до мир, ќе си го чувам мирот, нели, и да не ми побегне, и ако побегне, леле, шо ми се случи? Да. Затоа викам, мирот и немирот живеат заедно. Еве ги, тука се брануваат. Заедно сме. Така. Ајде малку за, бидејќи имавме такви прашања и такви потреби за да ги објасниме, за школскиве теми, односно за детето во училиште, и па и не мора да значи дека само некои пројави кои што сакаме да ги објасниме таму се појавуваат, но еве, например, имаше едно прашање за тоа како децата да менаџираат одредени состојби кај себе, еве, например, менаџирање на бес или така натаму. Моето прашање повеќе во насока на тоа дали треба да ги поттиснуваме емоциите или треба тој потенцијал, ние милуваме во духовниот аспект да го наречеме таа енергија. Енергија е. Да, енергија е. И тоа кога кажувате сега бесот, лутината, нели, кога така ги мерат енергетски, тоа се најсилни, тоа се покренувачи. Така, дали треба да го поттиснуваме или треба да му дадеме, да го моделираме, да му дадеме друга насока. Во духовниот живот ние велиме не поттиснување, туку преобразување на таа енергија кон полезното. Прво да споделам едно сознание кое што за мене беше вау. Значи ова сега што го споделувам е нешто кое што го комуницираат најуспешните луѓе на светот. Не само што го комуницираат, туку што го вежбаат и практикуваат, а тоа е како со емоциите, со тој непријатен спектар на емоции. Лесно ни е со радоста. Не зборуваме за тие емоции, затоа што тие ни се пријатни и со нив немаме проблем, иако можете да забележите кај децата дека дури и со тие емоции, за нас делува дека имаат проблем, затоа што ги изразуваат, нели, бурно. Детето кога е возбудено, знае тоа за нас да биде премногу, бидејќи ние сме генерациите кои што биле утишувани немој да биде премногу, и така да на секоја емоција и тие од најпријатниот спектар сме и дале некоја пристојна форма за пред народот и сме ја угушиле на свој начин. 90 секунди трае и силната емоција, она најснажна, како да го преведам моментот? Најсилна и она што најсилно ќе те стресе, како што се без фрустрација, само 90 секунди трае ако не ја искомплицираме. А што правиме ние? Значи, сега замисли нешто тука, во нашиот однос, моментално, кај мене разбуди бес. Тоа е многу нормално, нели, во комуникацијата со луѓето, нешто да те истригерира и да разбуди кај тебе некоја непријатна емоција. Ако јас во тој момент, без да ја маринирам у главата, без да ја додавам мисли, приказни, сценарија, па уште и што ќе кажат луѓето и дали човекот е воспитан или не е, што она мисли за мене и еден куп работи кои што ќе го искомплицираат оваа емоција. Сакам за тоа да речам Холивуд. Баш Холивуд.
Ако тоа не се случи, 90 секунди, како да те допрела, 90 секунди се колку да одиш да си измиеш рацете со ладна вода, да се вратиш, ќе си помине низ твоето тело, поминала, не оставила никаква трага, потиснувањето што би значело? Потиснувањето би значело дека ќе излезе или во текот на денот, или ти може да биде супер стрплив и сталожен, да покаже твојата здравствена состојба после неколку години, се што си потиснувал да извади низ влошена здравствена состојба. Мислам сите знаеме дека нели најсложените, најкомплексните дијагнози и како имаат врска со нашето психичко здравје, практично од тоа потиснување на емоциите. И сега работата е, мене толку ми е тажно ова кога зборуваме. Зошто? Затоа што за најважната работа во животот, од што сме од што ни се состои животот? Па мисли кои што ни предизвикуваат емоции, емоциите, реакции, односно однесување. Тоа никој не научил. Јас тие 90 секунди ги вежбав со првачиња во училиште. Децата немаат проблем тоа да го научат. Само треба некој да ги научи. Сега види, за да поминат тие 90 секунди без да ги создаваме тие ситуации во мозокот, бидејќи тоа е силна емоција, тоа ќе те протресе, не е баш така дека ќе те допре. Треба на мозокот да му обезбедиме кислород. Како ќе му обезбедиме? Со длабоко дишење. Како дишеме ние? Дишеме плитко. Цело време сме на плитко дишење. Еве сега да измериме, или ни е згрчен стомакот, или сме во трчање, во брзање, секојдневието, никој не научил длабоко да дишеме. Ете од каде на јапонците тоа смирение. Кај нас во православието пак тоа доаѓа со Исусовата молитва. Вие го кажавте, да не повторам и јас, нели? Мислам да не се правам јас повеќе од вас, меѓутоа тоа е начинот на кој што јас ги. Ние правиме многу добри работи на почетокот кога детето ќе се роди на тема емоции и тоа ни доаѓа многу природно и тоа е буквално првиот чекор на емоционалното описменување на детето. Тоа е кога, да речеме, го облекуваш, или пеленка ставаш и оно дава некој отпор и ти му викаш се лутиш или нели ќе се намршти малку. Што се лутиш, мајка? Значи веќе му покажуваме или вика ми се растажи, мама те боли. Значи веќе тоа е првиот чекор. Кај ни се случува проблемот на нас? Сега во денешно време тој прв чекор не достига. Затоа што за да го избегнеме моментот нели малку да кинка му се даваат Павловичева мас, нешто да се заигра детето во рацете, се губи основниот контакт мајка-дете. Значи тој прв чекор тука го губиме. А нашите генерации тој прв чекор го имаа. Ама кај вториот чекор сите застануваат, кој што е многу важен, а тој се случува кога детето ќе влезе во таа пркосна нефаза. Тоа е таму во втората година од животот, некаде после 18-тиот месец во суштина кај некои деца почнува, најкасно некаде околу втората година, кога детето почнува да се доживува како индивидуа. Кога нели прв пат почнува да кажува не, само ќе се облекувам, уште што велиме да покажува карактер. Да си покаже карактера. Тоа всушност веќе ја покажува својата волја. Тука ние ги правиме, почнуваме да ги правиме сите проблеми. Наместо тука да продолжиме само да кажеме, нели, кога ќе ако на пример немаш навистина време во тој момент и кажеш, сакам, мама, гледам дека се лутиш. На тоа мислев. Да. Мама, гледам дека се лутиш после. Кога ќе се вратиме од градинка, мама ќе даде цел ден ќе се облекуваш. Ние тука тргнуваме во една друга комуникација, нели? Да. И оно најчесто до тогаш ќе заборавиш што сакало во моментот. Така нема ни да го актуализира повторно. Исто можеби ќе го актуализира, ама можеби нема да го актуализира затоа што доаѓаме до другата опасност, ми вети. Ветувањето не може да го запамти сега уште на таа возраст. На таа возраст нема памтење такво дека нели попладнето ќе запамти, оно ќе бара. Ние ги уништуваме тука детската волја. Тоа е нели денес кој кажат зошто децата се толку несамостојни? Па затоа што не ги слушаме во моментот кога природата на развојот е самосталноста. Почнува тогаш ти ја стопираш. Првиот почеток на самостојноста, на самодовербата
тогаш. Чувството јас можам. Кога е? А ти му викаш не можеш ти, не можеш, уште си мал, не можеш. И тоа после уште си мал, продолжува до 4-та, 5-та година, после веќе детето твое уназадува во споредба со останатите деца на кои што не ги брзале или мајката немала време да се бави со тоа. Затоа и нели бевме многу поспособни во таа смисла затоа што не се бавеа со нас со сите тие работи. Марија, сакам тука да се задржиме. Што со оној момент кога детето ќе престани да се интересира, кога ќе почне да пројавува незаинтересираност, не можам, не сакам, дали позади таа незаинтересираност може би се крие нешто друго? Не, ова, ако зборуваме конкретно за оваа возраст, 2-та до 3-та година некаде добро постигнуваме. Зборувам се за понатаму. Инаку за понатаму. Инаку ова е баш онака не сакам фаза, тоа е сакам сам да ги правам работите. Тоа е веќе индивидуација. Да. Тоа е развојна фаза. А моментот не сакам ние често го перцепираме како мрзеливост, како флегматичност. Меѓутоа, дали може би позади тоа се крие нешто друго? Не сакам мислиш на моментот како на непослушност или на незаинтересираност, како апатија. Ај сега онака ќе ја прошириме перспективата за да ги фатиме, за да поентираме. Сопругот мој, сега јас се обидувам тоа низ многу примери, за да не одиме у теорија и да не им биде комплексно на луѓето. Практичните примери најмногу допираат. А нема да го заборавам моментот, и еве сега ќе го поздравам тој татко на Великден. Значи, тој момент нема да го заборавам и затоа реков, додека сум жива ќе ги делам моите сведоштва, во Бигорски ме среќава татко, трча по мене и вика, Марија, ве гледав на подкастот и јас, знаеш, сега викам, тука баш па во храмот, па баш тука чудотворната икона на Свети Јован Крстител, баш за подкастот, дури и непријатно, полно луѓе. Мене ми го променивте животот со тој подкаст. Во оној момент кога кажавте дека вие кога сте го удриле вашето дете, после тој момент веќе сте рекле ова не е љубов, ова нема да го правам. Јас си реков на мојата жена, јас никогаш повеќе нема да ги удрам моите деца. Јас сум татко на 3 деца. Марија, излези надвор да те запознам со жена ми, да ги видиш моите деца. Толку работи се променија кај нас. Човекот зборува. И тој момент ми беше, ќе ги кажам, сите мои грешки што сум ги правела, ќе зборувам низ своите искуства. Тоа е начинот да стигнеме до луѓето, да се отворат, дека не им судиме, дека сите се менуваме, сите учиме, сите грешиме и така натаму. Машми, Ракомет. Види сега одиме од друг прав. Од црква во Ракомет. Недела сега Македонија игра, јас бев болна и онда ја однесе ќерка ми. Прв пат ракометно искуство и се цел ден ја прашува. Тато, ај дојди со мене на ракомет. Не сакам. Мислам, баш онака делува незаинтересирано. Тато, ајбе, дојди со мене на ракомет. Не сакам. И сега јас одам, нели малку, нежно, за да не излезе дека го едуцирам. Викам, цаци, ај, сети се колку пати така кај Никола, нели? Никола, дали сакаш да одиме таму? Се прашува ли дете за нешто за што нема искуство? Значи, најголемиот број не сакам родителите што ги добиваат, а сега децата имаат многу избор, значи за многу работи ги прашуваат, нели? Не се прашува дете за нешто за што нема искуство. Значи, правиме подготовка. И сега што направивме, уствари? Мислам, мене ми беше убаво и ова девојче тој ден имаше можност со брати и со татко и да доживее едно искуство. Па кога ќе го има, после да одлучува дали сака или не сака. Со брати ја пуштивме во близина на стадионот. Се ти вака ме погледна, дори свикаш, што се она би направила. Ама така се погодија околностите, кога ќе ги поддржиш. И таму имаше момент именување сликички, што е еден супер начин за децата да си се поврзуваат. И им давале вакви од T-Mobile да тропкаат како аплауз. Ете, дури на тоа имав забелешка. Викам, деде, и аплаузот ке ни го земат со најубава намера, нели? Ама дури и тоа ќе биде пластика да джвркоти во рацете на децата. Она кога си дојде дома,
на ракомет, спрема, знаме ќе си црта на образот. Значи, едното не сакаме тоа. Другиот момент е, моментот на знамето, ќе одиме низ примерот. Значи, јас на моите деца јасно им кажувам, не знам, ај научи ме. Значи, она дојде, мама, ќе ми нацрташ знаме на образот, нема цртано до сега. Викам, мама, не знам. Отиде, си зема, провери, нели, кој од тие што се бои за лице. Отиде, си нацрта, полна со себе, и самодоверба, и самостојност, се во едно. Значи, многу не сакам и незаинтересираност и затоа што правиме наместо нив. Многу работи се затоа што и не ги подготвуваме. Многу не сакам се затоа што ми е непознато, затоа што не ми е возбудливо објаснато. Некој да се отвори, ај се јас тебе да ти кажам, дали сакаш да одиме негде онака, знаеш, без она, вака кој ќе кажем, луѓе кои кажат, човече, ти која збори за црква, ја би дошла со се, знаеш, она. Очто тоа го сакаш, па така да им објасниме на децата како нешто што го сакаш. Так. Да видиш како се буди кај нив. Нема нешто што не може дете да не посака ако оствариш контакт со него. Значи да се споиме. А она, јас во кујна, детето, сакаш ли? Не икјам. Тоа е таква комуникација. Значи нема енергија, нема живост. А јас наместо 20 пати да викам од кујната, да си ја трошам енергијата, само му се приближувам. Да си се видиме, мајка, сакаш ли мајче ова да направиме? Нема, кликнува. А може и да ти каже, не сакам, па кажам, окей, ја ќе си направам, па ти види. Па да еве ти го доаѓа. Ајде сега идеме понатаму на следно не и на следно не сакам. Во ситуациите кога нашите деца често се наоѓаат да направат избор меѓу себе, својот веќе вредносен систем на воспитување и тоа што го нуди друштвото, па не сакаат да припаднат, ама како да се срамат, да се резигнираат, да кажат не на понуда која што знаат дека не е корисна, добра, полезна, не е соодветна на тоа на вредностите на кои што се учени, па тука како да настанува некое поттиснување, па што ќе речат другите, па како јас не се придружувам на друштвото и на волјата на друштвото и на другарите, па дали ќе ме отфрлат ако не им се придружам во сето тоа и една цела бура, би рекол. За која возраст сега да зборуваме оти? Адолесценција Кај децата е... Веројатно, може би преминот основно кон средно, рано средно и така. Затоа што тоа е бура сама по себе. И немаме ни поим, мислим, имаме, само што забораваме што на нас ни се случуваше во тинејџерските години, колку е тоа еден длабок внатрешен свет, колку се тоа преиспитувања. Тоа е година на креирање на идентитет, веќе на возрастна личност, преиспитување на сите вредности од дома и вредностите кои што врсниците, друштвото ти ги нуди. Не можеш тука да влиеш многу на детето. Мислам, жално е тоа така да кажеш, но тоа е така. Но дали да го охрабриме, нели, да знае да каже не, ако е тоа да неговиот вредносен или личносен? Затоа ве прашав дали ќе зборуваме за адолесценти или за деца. И тоа, кое ќе го направиме, кое ќе го посадиме семето од рани години, тоа се пројавува како однесување во тинејџерските години. А дека во тинејџерските години со предавање ќе го постигнеме тоа, нема да го постигнеме. Ќе се чувствува отфрлено од неговата заедница, а чувството на припадност кон заедницата е подеднакво, дури и посилно важно од припадноста кон семејството во периодот на тинејџерските години. И практично... Значи тогаш е доцна, треба тоа да го правиме порано. Многу порано. Мислам, за цело време. Така. За цело време можеме да му дозволиме на детето да ни каже не. Ајде ве вратам уште еднаш. Дали ќе му дозволиш на твоето дете да ти каже не?
на тие деца на кои што ќе им дозволиме за некои работи и на нас да ни кажат не, така ќе можат и на врсниците еден ден да им кажат Многу добра не. поента. Марија, имаш еден многу добар пример кој што го кажа пред известно време, тинеџерот и сокот од боровница. Да го споделиме за гледачите, бидејќи тука имаше многу добра поента. Тоа беше пред да започнеме. Ме интересира, мислам многу прашувам. Сега јас би сакал многу да им помогнеме на родителите, да им дадеме нели јасни насоки. Еве, нели во неколку чекори сите кои што имаат тинејџери, важно е да останете во нивниот свет. Важно е да покажете љубопитност, што е тоа што ги интересира, да не им судите веднаш бидејќи ќе се затворат за комуникација. Еве кај нас во овој момент, овие 3-4 дена, тема на дискусија се енергетските пијалаци. И е предизвикувачко да остане со темата, бидејќи тинејџерот ти доаѓа со аргументи кои што они тинејџерите ги добиваат по социјалните мрежи, дека не е толку страшно како што нели се кажува. Од друга страна, ние па гледаме доктори што зборуваат, нели? Секоја генерација си гледа своето. И најлесно ќе беше темата која што ја зачнавме во неделата, и јас ја зачнав спонтано. Мислам, многу спонтано, бидејќи ми се појави еден рилс на една реномирана докторка која што и лично ја познавам, и жената кажува, нели, проценти, што, како. И јас, како што доаѓа син ми, викам, мама, што пробувавме јас и ти? Бидејќи он донесе еден енергетски пијалок дома, кој што беше естетски за да се слика таму на десктопот во еден момент. И јас имам одбивност према тоа, ама моментот беше он кој рече, мамо, да пробаме, знаеш, она, да го поделиме злото работава. Со тоа што тогаш и немав представа дека тоа е навистина до тој степен толку, мислам, толку опасно, ако е континуирано и така натаму. И сега, ако тргнев со тоа, дали гледаш ти што ви прават енергетските пијалоци, ако од едно што сме испеле заедно го направев најлошото дете на светот, нели? И тргнев со тоа, вие генерациите, вие вака, вие секи упропастите, оваа тема ќе беше, може они ќе си пие, и ја никогаш нема да дознам за тоа. И ние 3 дена збориме и он 3 дена, знаеш, ставаме вештачката интелигенција, го користевме Gemini, ChatGPT, па Cloud, па бараат студии, па најстариот син пушти Deep Research. Значи, отвараме темата. Треба да имаш желудник за тие работи. Така. Затоа што сега со нив се отвараат многу теми. Значи, да останеш љубопитен, да не држиш класични предавања, ќе ја изгубиш. Мислам, не си интересен, дефинитивно. Тогаш ќе ти биде комуникацијата, ти си од старо време, ти не ме разбираш. Не е поентата, не ме разбираш. Нити е поентата да бидам модерна за да му се приближам. Ни во едната, ни во другата крајност. Треба да се знае родителската позиција. Работата е, разбирам дека ти е премногу се она што се случува во тебе. Ја разбирам твојата потреба за приватност, да оставиме простор, да има свое приватно време, да не трчаат помали браќа, сестри цело време, нели ти си поголемиот, пушти го во соба, му треба комплексен му е светот. И тие моменти кога ќе доаѓа да не биде да приметиме дали маицата што ја носи каков символ носи или песната што ја слуша, нели има некои символи кои што се припадност во моментот, да не ставаме акцент на формата, туку на суштината. Моменти на поврзување, кога ќе забележиш дека е потиштен, ако не сака да ти се отвори, мајче, како може да ти помогнам? Шо мама да ти направи? Мама да ти направи едно кафенце, нескафе, шос. Значи, тоа е начинот. Ебе, мамо, ми го разубави денот. Толку е со тинеџерите. И да имаш доверба во своето воспитување до сега. А ако може лично искуство со енергетски пијалок, тие што ме познаваат знаат, нели, дека во еден период така бев насочен кон едуцирањето и спремам испити на филолошки, затоа што завршив паралелно со теолошки, не како никој да не ме свати како сега некое пренагласување или фалба, туку дека можеме сите ако сакаме, нели, да се обидеме нештото да го направиме.
и дека не е ништо неможно. И сега спремам еден испит, беше специфичен и реков, ајде вечерта имав уште неколку дена, некако со материјалот идеше побавно и реков ќе пијам кафе, ќе пијам енергетски пијалок да ме држи буден. Заспав за 5 минути. Така што не ми помогна, воопшто го изгубив времето. А другиот пример околу ова што го рековте, се случи ќерка ми, сега е 8 годишна, беше помала и многу се заљуби во еден лик на еден цртан, тоест не е цртан филм, се вика Wednesday. Лик кој што носи црнило, тие се некои со вакви и такви, не знам, сили и така натаму. И добив коментар нели од мој близок роднина зошто не ме ки дозволуваш да гледа ваков лик кој што нели потоа може да имплицира негативно. И реков не сакам да го забранам. На низината возраст таа нема ни да се идентификува, ниту ја гледа со очите со кои што јас ја гледам. А ако и забранам, баш ќе го дадам тригерот, нели за да ја испитува подоцна. Денес не ја ни спомнува. Баш така, исто беше со ова Лабубу. Ако се сеќавате, дури и по мрежите имаше, тоа е демонско, нели? Ние на се нешто демонско е, мислам, факт е дека целата комерцијализација на нештата, нели, не е се така благословено, меѓутоа моментот, вниманието кое што ние го даваме, па ние го направивме Лабубу да биде хит на тој начин, споделувајќи го, или јас, нели, кога ќе чујам, ете и во црковни кругови, тоа нели и во манастирот, знам на верниците да кажам, кои ќе видат за вас, отците, кои што толку ве сакаме, дека некој негде нешто напишал дека не му се допаѓало. И сега ќе тргнеме таму да му објаснуваме на некој до кој што не можеш да допреш, дека е поинаку. Само правиме виралност на тој пост, на тој еден лик му даваме значење. Така многу луѓе со патолошки состојби ги правиме фактори, звезди, примери. А го забораваме оно од старец тада и какви су ти мисли, такав ти е живот, или какви ти се мислите, таков ти е живот. Односно што тоа што ти го имплицираш и како го представуваш, суштос како да наметнуваш перспектива и така натаму. Зошто не го представиш на еден поинаков начин? И после тоа ќе се тргне и ќе се заборави. Сакаме сега да гледаме конспиративност или не знам како да уживаме во тоа. Дали тоа некој незадоволност? Да се вратиме на боровницата. Не знаеш како ми е. Малку па ќе ми текне. Леле, почнавме ова. Ова секој од овие темички е едукација само за себе. Јас би сакала повторно да се вратиме и на бесот и на фрустрацијата, да им кажеме и уште нешто. Би сакала и за ова уште нешто да кажеме. Би сакала. Кај да ги викнеме луѓето на едно место? Ајде да направиме некое живо доживување кое што ќе биде едукација, кај што ќе бидат и деца, кај што ќе бидат и возрастни. За втората сезона со прашања. Оставам простор да размислите, еве и нели гледачите кои што ќе го гледат сето ова, да ни дадат предлог, идеја каде ние тоа можеме да го направиме. Не е толку тешко и комплицирано, само треба да се доживее искуствено. Знаеш, не е подкастот таков формат, знаеш, подкастот е формат на инспирација и ако нешто силно те допре, може да изврши трансформација. Така, и, на пример, информација, како што рековте, каде некој да се обрати, ако има нели потреба за подлабоко и подлабочено. Инаку, самите подкасти во смислата, нели, многу луѓе мислат дека работат на себе и на својот личен раст и развој само слушајќи подкасти. Личниот раст и развој не оди со си го слушам на телефонот и пријатно ми е. Тоа е процес, работата на себе е мислам не само што е длабок процес, тука е многу непријатен процес, бидејќи е соочување со работи кои што не ти се допаѓаат. Марија, за боровницата. Боровницата. Пак ќе се вратиме на моментот дека до самодовербата е. За да може нели едно дете да каже мене ми е окей, нели не сакам алкохолот кој што се сервира во моментот, јас би пиел боровница без да лаже дека е на лекарства, нели дека пие антибиотици за да се оправда пред другарите, без да го отврлат и да му кажат ајбе ти со поградни зборови и различни етикети. Тоа е
појава што сјае. Значи тоа е, нели, внатрешна стабилност која што едноставно зрачи во просторот. И држење до своето, вреднување на... Држење до своето, ама кое што не иритира. Така. Значи не е тоа јас. Оти тоа јас сега е боровница, па после биде некој поинаков избор. Туку тоа е изборите кои што ги правам се во склад со мене. Тоа е детето што на бденијата спиеше. Но и каква и да е реакција од другата страна, нели, да не обесхрабри нас, во смисла да не демотивира, за да мораме да затоа што еве често се случува, доаѓаат и кај мене велат, отец, се соочувам со ситуација, нели, како ќе се расположам јас кога сум во друштво, а ако не исконзумирам толку алкохол кој што, нели, кај мене ќе го поттикне расположението. Па јас велам, тоа е фалшливо расположение, затоа што тебе ти требал еден мотив за ти да бидеш расположен. Значи ти се расположуваш од себе, затоа што таму сакаш да споделиш радост, среќа, а не алкохолот да ти помогне да го извадиш тоа од тебе. Марија деновиве, имав таков еден случај, каде што ми беше споделено како едно дете конкретно е закачано од своите другарчиња и сега пристапот на воспитување и поттикнување на тоа дете како да се снајде, односно како да изреагира на таа ситуација. Дали да врати, дали да се повлече во себе или да го остави тоа демек ќе престане, дали да каже на авторитетите, своите родители, класната, наставничката, не знам, педагогот, психологот, кој совет би им го дале на луѓето? Кој совет би го дале вие, отец? Вратете се тоа што го кажавте на почетокот, пред да почнеме со снимањето. Искрено во вакви ситуации, значи јас прво тоа што им кажувам или ги советувам е да го споделат проблемот со родителите, да го споделат проблемот со авторитетот, со наставничката, но доколку тоа продолжи да знаат и да се одбранат. Така. Беше малку поинако кажано, беше да вратат. И јас ви реков, се додека не... како одбрана, да вратат како одбрана. Да вратат, како одбрана. Би се вратила во оделенска настава, затоа што таму почнува. Ако таму ставиме 0, ама 0 толеранција, 0% толеранција за насилството, се ќе се заврши. Ако таму, од самиот почеток, учителка тогаш е една. Едната учителка и едниот наставник физичко и сега има англиски. Да. Тука почнуваат, родителите дома, ако тој триаголник, нели, како што го нарекуваме, си ја фати работата на време, ништо од тоа понатаму нема да ни се случува. А што се случува? Значи, родители со најдобра намера, не сакајки посебно, нели, ако детето е посрамежливко, дополнително го бодрат, немој тебе, нели, некој нешто да ти направи, или ако дојде дома и каже, мамо, тој ме удри, ме допре, не знам што, го охрабруваат детето, врати и ти. Јас сега само сакам од перспектива на учител во училница да ги подсетам какви се училниците, рабовите на масите, колку моливи, шестари, ленири има и што тоа, врати му и ти, може да значи првенствено за неговото дете, кое што и не е воспитувано во тој дух. Има начин да се врати, а тоа е со гледање во очи, и јас тоа ги учам децата од многу мали. Не ти дозволувам. Ама не ти дозволувам и на родителот да го удри, и на родителот да вика. Кога ќе кажам, ги учам децата од мали, тоа е кога јас се одвикнував од викање, работите кои што ги цртавме со ќерка ми беше и она да знае да каже стоп. До ден денес се смеат, го викавме дзит. Дзит, знаеш, дзит не дозволувам. И тоа дзит не дозволувам е нешто што го применува, нели? И ден денес во комуникацијата со било кој, не секогаш е само физичко, туку е некогаш и
нели некој со зборови те малтретира, ајде, дај ми. Баш вака. Тоа е таа одбрана. За тоа ни треба едукација. Значи, ова е нешто што, мислам, види колку е малку. Ама треба да имаме едноумие. Значи, теми за кои што ни треба едноумие. Ако ти имаш малку поинакво мисли, ама знаеш како моето дете, зборуваме за насилство. Да, стандардизација на нешто, да. Зборуваме за насилство, ни твоето, ни моето да не биде удрено. Ни твоето да не вреѓа, ни моето да не вреѓа. Значи, за нешто што заедно мислиме дека е добро. Ајде да се усогласиме кои се тие работи за кои што сите мислиме дека се добри и за тие работи да ги воспитаме децата. Ќе биде сосема доволна. Сестра Ефимија? Отец Бован, како и секоја друга емисија, така и последнава, тебе ти припаѓа заклучокот. Веројатно овај пат најтежок. Не почнавме така, почнавме со поинакви договори, кој најавува, тој одјавува, но некако од втората, веќе третата емисија, мене ми падна одјавите. Добро, Марија, најпрво благодариме за повторното гостување. Нели не е прво и последно, туку е прво и второ. Така што, верувам дека и во следната сезона ќе најдеме и теми и причини, вклопувајќи ве во форматот, еве и самите изнесовте нели идеја, како со вашата специјалност и со вашето искуство нели да помогнеме на луѓето, на родителите во процесот на воспитување и во процесот на изградување на здрави личности. Да одиме во превенција наместо во казнување. Значи, многу повеќе да се фокусираме на превенцијата како што и смисла, Так. нели, целиот подкаст, отколку казнениот систем мора да постои. Мислам, нели, целиот свет на кој што му се воодушевуваме по прашање на чистота, на нели на хигиената, на сите тие работи. Дојдено е така. Двете во едно. Така. Но она кое што сакавме да ви го предадеме во оваа прва сезона од Смисла е токму тоа дека сакавме да ги отвориме предизвиците и прашањата не само од духовен аспект. Често пати нели се прашувавте што бараме јас и сестра Ефимија во една ваква улога каде што не говориме само и стрикно ќе кажеме за вероучителски теми, туку зборуваме за теми кои што навистина не засегаат и ние како духовници и како луѓе од црквата сме забележале, сме приметиле дека ве обременуваат и сакајки да го најдеме спојот меѓу верата и искуството на преданието на верата и искуството на експертизата, прво да докажеме и да покажеме дека сите водиме кон тоа, кон изградување на и треба да водиме кон тоа, кон изградување на здрави личности и на здраво општество, дека требаме и мораме повеќе да размислуваме, да споделуваме, да имаме диалог и да зборуваме меѓу себе, дека не е табу да се обратиме и на психолог, и на психијатар, и на психотерапевт, дека воопшто не е затуцано да дојдеме во црквата и да го побараме искуството на црквата и на верата и да го почнеме животот низ литургијата и низ светотеинскиот живот на црквата, затоа што на крајот сите се трудиме единствено и само за тоа. Не да направиме добри луѓе, туку да направиме совршени луѓе според примерот и образецот кој што ни е даден, а тоа е Христос, нели нашиот Бог во нашиот случај. Мораме да зборуваме нели со јазикот кој што го познаваме и со искуството во кое што сме убедени и кое што го живееме. Ви благодарам за тоа што бевте наши верни следбеници во овие, не знам колку епизоди. 6 месеци, 22 епизоди. 22 епизоди. Се надевам дека ќе најдеме и сили и можности да продолжиме и со следна сезона. Ќе се обидеме да го најдеме во разговорот со сите оние кои што не почитуваат и кои што може да ни помогнат да го најдеме нели соодветниот формат, вториот формат кој што нели би одговарал. Марија, сакаш што нешто да додаде? Јас од името на следбениците. Да, може. Не сега како Марија создава, може туку како фидбек. нели кога кажувате следбениците, јас сум сигурна дека тоа што сега го слушаат луѓето, додека ве слушаат вас отец Бобан, сестра Ефимија, сигурно многу од нив сакаат да ви кажат благодарам што во вашиот и онака доволно сложен, комплексен, богоугоден
предаден живот на нас луѓето, додадовте уште една улога, уште една обврска во вашите животи за да ни го олеснувате животот. Колку е тоа огромна работа, еден Господ знае, а од нас огромна благодарност. Така е, смисла останува да ја поттикнува смислата со секое ваше отварање на емисиите кои што стојат на нашиот YouTube канал, затоа што не беше идејата да внесеме нешто ексклузивно, туку постојано да го задржиме ексклузивитетот на тоа кое што може да го отдаде како одговор секоја емисија. Да не заборавам да се заблагодариме и на Никола за миксетата, и на Виктор, дали ќе го кажеме за продукцијскиот аспект на смисла, повеќе за тоа дали сака некој кафе или каква цедевита нели да направам, но секако и за фидбекот кој што домакин. Да, и за фидбекот кој што ни го даваше, да се заблагодариме и на подкаст студио и на сите оние кои што ни помагаат, не гледаат и се радуваат заедно со нас кога ќе слушнат нешто кое што од смисла излегувајќи им помогнало за да направат промена. Не само за да го задоволи нивното уво, како нешто пријатно, туку што ги поттикнало да менуваат во животот. Останете ни живи и здрави и се гледаме во следната сезона.